Предлагам пратениците на собранието да ги разрешат од должноста господинот Хаз Билика од функција заменик председател на владата заложен за спроведување рамковен договор и политички систем, Драган Тевдовски од функцијата министер за финансии, Суихил Фазлиу од функцијата министер за локална самоуправа. На сите нив, на министрите кои што поднесоа оставка и на министрите за кои што доставив предлог за разрешување, им се заблагодарувам за нивниот придонес во работата на владата и им посакувам успех на личен и на професионален план. Истовремено им благодарам што им служеа на граѓаните и на државата. Сакам да искористам истовремено денеска приликата пред да дадам малку подетално образложение за потребата од измената на составот на владата, да дадам и коментар за предлогот за именување за министер за финансии, користејќи потребата предлог за разрешување на министерот за финансии. Уставот, членот 89, став 5, вели функцијата председател на владата и министер е неспојива со вршењето на другите јавни функции и професии. Уставот дозволува премиерот да биде и министер. Истовремено и законот за влада тоа го дозволува. Но дефинитивно тоа што го истакна опозицијата и тоа што го истакнува веќе антикорупцијска комисија и еден дискурс или дебата во нашето општество ми дава за право да му соопштам на собранието дека дадов налог на кабинетот да пушти предлог за повлекување на кандидатурата моја, односно Зоран Заев за кандидат за министер за финансии. При тоа, секако уставот тоа го дозволува и законот тоа го дозволува. Законот тоа го дозволува и уставот тоа го дозволува, но кога е отворена дилема и дебата, власта, премиерот и сите треба да ја слушаме и опозицијата и телата како што е антикорупцијска која што не расправала, но испрати сериозна порака преку својата дискусија, истовремено и експерти во јавноста, така да формализацијата на ова работа министер за финансии да извршува функцијата актуелниот премиер, ја тргаме од дневен ред, ја повлекувам и најавувам дека согласно овластувањата кои што законот за влада ги дава, ќе раководам со Министерството за финансии до избор на министер, која што истовремено членот 11 од законот тоа го овозможува, но секако представува и почитување на законските прописи во државата.